да се знае каде одат парите и дали има ефекти врз економијата. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска е децидна дека средствата дадени како државна помош треба да се следат каде завршуваат и дали тие потоа имаат резултат, односно придонесуваат за раст. Министерката вели дека бидејќи се уште нема систем, односно се работи на решение кое централизирано ќе ги покажува потрошените пари, треба да зајакнат механизмите за контрола. Таа потенцира дека политиката на владата се темели на фискална консолидација и забрзан економски раст. Државната помош не смее да биде товар врз јавните финансии, туку инвестиција во конкурентност и одржлив раст. Таа опфаќа различни области и значаен обем на средства. Според податоците на Комисијата за заштита на конкуренција во 2023 година државната помош изнесувала 206 милиони евра или околу 1,5% од бруто домашниот производ, а во 2024 година достигнува 235,2 милиони евра или околу 1,52% од бруто домашниот производ. Во моментов податоците за доделените пари како субвенции, социјална помош, детски додатоци, подршка за странски инвеститори и слично ги имаат разни надлежни институции и не се достапни на едно централизирано место. Од економскиот институт Finance Think велат дека убедливо најмногу пари се трошат на замјудалски субвенции. Последните податоци покажуваат дека во 2024 година државната помош достигнала 235,2 милиони евра или 1,52% од бруто домашниот производ. Првата препорака е тој централизиран регистар на државна помош да биде изграден, затоа што тука има широка палета на програми кои што се нудат. На таков начин не само што ќе се подигне транспарентноста, но ќе може и подетелно да се мерат. Вториот аспект, кога се планира да се воведе одредена мерка или одредена програма, задолжително е да се направи импакт евалуација или екзанте евалуација на потенцијалните ефекти или откако веќе ќе биде имплементирана, истата да биде измерена за тие ефекти, да не се прават грешки кои што во минатото сме ги гледале. Истражувањата покажале дека најдобар систем во Западен Балкан за следење на трошењата на буџетските пари како државна помош има Црна Гора. Најголеми износи се трошеле за време на пандемијата и енергетската криза, пошто сумите постепено се намалувале поради закрепнувањето на економиите.